Пролетта е идеално време за освежување на нашата градина, па тукму по тој повод решивме да направиме едно вклучување на лице место со цел да добиете некои совети околу правилна грижа за самата ваша градина, но и како до правилна грижа и нега за нашите цвеќиња. Ово утро сме заедно со господин Ѓурѓи Самарџиев од градинарскиот центар Фоја и верувам дека ќе слушнеме многу интересни совети и информации во продолжение. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телм. Добро утро до сите гледачи на Телм телевизија. Темата ви е во прав момент и сите погодена и сите прашања буквално многу градинари и многу гледачи кои што имаат градина или дворина или имаат многу прашања. Тоа што ние сакаме да го споменеме дека овие дождливи денови се идеални за покрупни и посериозни работи во градината, што подразбира дали тоа ќе биде преседување на некои грмушки, некои дрвја, некои растенија. Сега на некој начин е идеално време тоа да се заврши и деновите се одбројани, би рекол, за такви нешто, да извадиме дрво, да пресадиме, да му смениме локацијата. Нормално време за подкастрување, подрежување, превентивна заштита од штетни инсекти, габи, секако наѓубрување на тревниците на сите растенија е итекако добре дојдено во овие денови, нели, кога се буди вегетацијата и кога имаме поинтензивно сокодвижење кај растенијата. Она што, нели, тие, би рекол, градинари, сладокусци секој пат ги скокот кај што поскоро да го насадам цветниот расад на балконот, дома, во дворот, да ми заличи куќата, да ми заличи местото. И само тука може да направиме некоја грешка ако избрзаме со садење на цветниот расад многу порано. Нели, обично, нели, не гледаме толку со дати и така климата не може да ја предвидиме дека, нели, точно на 1 или точно на 10 се сади цветен расад, бидејќи имаме задоцнети мразеви кои што може да не изненадат. Така да на таа тема ние би ги советувале сите гледачи кои што, нели, имаат корица цветен расад веќе во саксии, нели, да внимаваат на прогнозите, доколку се очекуваат температури околу 0 или пониски, да ги засолнат, нели, на место или внатре негде кај што не може да замрзнат, бидејќи само мислам неколку часа минусна температура ќе биде, нели, неповторливо назад за многу од цветниот расад. Сега сарделите се поотпорни, има некои други растенија, меѓутоа сепак сите некои тие ќе претрпат штети. Ние вообичаено препорачуваме на некој начин после 10-15 април е веќе по стабилни, се стабилизирани временските услови кога можеме да се отпуштиме и да го изнесеме цветниот расад надвор. Кои цвеќиња се најповолни за садење во овој период? Лепезата е огромна, значи изборот е голем. Тоа што, нели, цветниот расад меѓутоа за да го препорачуваме сега практично овие денови веќе после 10 април на некој начин да сме поопуштени. Тоа кое треба да го избереме спрема нашиот дом, спрема местото каде што сакаме да го поставиме растението. Значи, вообичаено, нели, и јас сум бил сведок, нели, да одбереме нешто, нели, тоа што велиме, што ми го јаде окото. Така да, меѓутоа не секој пат, нели, тоа е најправилното и најдобриот избор за дворот. Така да треба да тргнеме од повеќе фактори, каде ќе биде поставено растението, дали ќе биде поставено во земја, дали ќе биде во саксија, на сонце, на сенка, има ли можност да добие негата, бидејќи практично растенијата, кога велиме, ќе отидеме на некој место и гледаме колку се убави растенијата, сето тоа се должи само на редовна и правилна нега. А што подразбираме под правилна нега? Па сега за тие што ги одгледуваат растенијата знаат, значи секој пат растенијата, нели, немаат уста за да кажат, меѓутоа со симптомите кои што ги појавуваат, со жолтење на листот, дали се лепи, не се лепи, паѓаат, се менува како расте, цвета, не цвета, нели, сите тие со симптоми кои што тие незнаци не ги покажуваат, значи дали им фали храна, многу е вода, малку е вода, и били за луѓето кои што поминуваат често време во, нели, или имаат такво хоби во одгледување, на некој начин знаат и умеат да ги препознаат.
што значи тоа? Тоа значи дека да, неопходно како нели секое растенијата неопходно им е број еден е вода и второ е прихрана. Местото каде што се посадени, дали се во сакси или во земја, да, може да се адаптираат и во поголема и во помала, меѓутоа редовното поливање и прихрана е секако есенцијално. Да, тука нели не смееме да ги исклучиме факторот дека и нив и тие заболуваат, дали од габични заболувања од инсекти и на временото или превентивно третирање, нели на некој начин ќе ги одржиме да бидат во добра кондиција и да го извлечеме максимумот од нив. Пред самиот крај токму и тоа сакав да ве прашам, на самиот почеток ги напоменавте штетниците, како да ги заштитиме нашите растенија од тие штетници, од тие инсекти? Да, често сме го споменувале тоа, меѓутоа чест симптом, доколку приметат гледачите дека листовите се лепливи, или пак доколку приметат како бели памукчиња, бели точки, или како нели школки, така малички ситни точки, дамки на вакво кои што може дали да се тргнат. Вообичаено станува збор нели за напад од инсект. Тогаш растението треба да се третира со инсектицид. Вообичаено едно третирање не е доволно, да, во најголема мера ќе ја заврши работата, меѓутоа секој пат препорачуваме 2 третирања. Во најблиската земјоделска аптека треба да побараат инсектицид. Добро е да земат нели за тие што имаат 2 инсектицида, дали некој пат да ги комбинираат поединечно едниот или другиот, а некој пат по потреба да ги искористат и двата. Доколку ги прскаме растенијата со конвенционален, збориме, инсектицид, добро е тоа да го направиме надвор и нели нема никаков проблем. Ако треба да испрскаме собно растение, треба да почекаме нели дневните температури да се нели околу 10 степени, тоа да го направиме надвор, да испари, па тогаш после еден ден или два да го внесеме цвеќето внатре. Верувам има многу што да се каже, но со оглед на нашето предвидено време верувам дека навистина кажавме корисни совети. Ви благодарам многу за одвоеното време. Па да, ја верувам дека ги инспириравме со самото појавување гледачите, нели овој тежок и тмурен ден да го разбавиме со бојата на цвеќе. Со бојата на цвеќето и една убава атмосфера. Ве благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите совети кои што ги кажавме во ова вклучување беа добро дојдени за вас. Ние се разбира дека се гледаме повторно на лице место со нова интересна тема.